Пред се сакам да се заблагодарам на општината Карпош и на градоначалникот заради тоа што го препозна социјалниот сервис санитетски транспорт дека е од есенцијална важност за лицата кои што имаат потреба од транспорт до секундарно ниво на здравствена заштита. Така да овие се сервиси кои што го олеснуваат животот на луѓето во нашата заедница и е нешто што навистина е дополнителна вредност на здравствената заштита во нашиот град. Досега сите овие проекти и социјални сервиси се работеа со поддршка на различни донатори и многу е важно дека ние на овој начин обезбедуваме одржливост на овие сервиси. Тоа значи вклучување на локалните самоуправи и еден вид, да кажам, дополнителна грижа и да кажам почит кон луѓето кои што живеат во општините на територија на нашиот главен град. Старите лицата над 18 години со попреченост, луѓето кои што имаат потреба од дополнителни здравствени услуги, а при тоа не може да се транспортираат сами, немаат членови од семејство, не поседуваат специјализирано, да речам, комбинација на возила кои што може да ги одвезат таму каде што треба. Навистина Црвениот крст е тука, поддршката од локалната самоуправа, посебно денеска од општината Карпош, ќе значи многу заради тоа што средствата кои што се обезбедени од буџетот ќе обезбедуваат негде приближно 400 транспорти до крајот на годината. Искрено се надевам дека наредната година веќе заедно со градоначалникот ќе работиме на унапредување на овој сервис и следната фаза ќе биде воведување и на итното копче на територијата на општината Карпош, која што во моментот исто така е пионер заедно со Црвениот крст во услугата нега во домот, бидејќи за прв пат почнавме да ги работиме овие сервиси токму на територијата на општина Карпош. Црвениот крст е една многу значајна невладина организација која што незиното сериозно значење доаѓа до израз во случај на војни, во случај на кризи, пожари, поплави, во случај на епидемии. Меѓутоа, во мирнодопско време ние мора да ги развиваме, да ги јакнеме капацитетите на Црвениот крст, но во исто време да јакнеме и соработката меѓу локалната самоуправа и Црвениот крст. Секогаш сме имале разбирање за потребите на Црвениот крст на град Скопје и на Република Македонија, со тоа што сме помагале и околу решавање проблемите на сместување на нивниот магазински простор, околу сместување, значи просторното сместување на општинскиот Црвен крст на општина Карпош, зашто тој им служи за потребите на граѓаните. Ние сме се откажале од еден објект и сме го дале тие да го користат и сега ова е еден прекрасен проект во кој што граѓани кои што се во тешка здравствена состојба или се лица со попреченост, во зависност од тоа дали можат да седат или ако не може седат само со лежење, затоа има две различни возила. Ако е со лежење, значи странката се зема или жителот на Карпош се зема во лежачка положба за да се транспортира до институциите каде што треба да му се пружи лекарска помош. Ако лицето може да биде во седечка положба, тогаш е со помалото возило, се носи до возилото и се транспортира. За сега имаме обезбедено 655.000 денари, значи околу 400 луѓе на ваков начин ќе може да бидат транспортирани до здравствените институции во Република Македонија. Со ребалансот на буџетот ќе обезбедиме уште пари, значи за наредната година ќе се потрудиме да дневно, кој ќе земе 365 дена, да отприлика да можеме да обезбедиме 4 до 6 транспортирање на жители на општина Карпош и мислам дека тоа сосема ќе ги задоволи потребите и тоа се однесува претежно значи на стари, изнемоштени лица, лица со тешки трауми, лица кои што можат, не знам, мождани удари, операции на кичми, сообраќајни несреќи и така натаму кои се во лежачка состојба и ова е еден сервис кој што ќе го поддржува општина Карпош и натаму. Мислам дека е ова одличен проект. Честитки до Црвениот крст што се нафаќа вака да им помаѓа на граѓаните и ова не е единствен проект што го работиме со Црвениот крст, имаме и други проекти и навистина представува задоволство да се соработува со една невладина организација која што е на висина на својата задача. Колку општина Карпош го има хуманиот презнак и подава рака на сите ранливи категории во општината, и возрастни и изнемоштени?
Па ние од секогаш и за лицата со посебни потреби, ние и нашата социјални оделението, односно секторот социјална заштита, исто така кај што имаме лица стари, изнемоштени, сами живеат, значи ќе го посетат нивниот дом, ако треба нешто да им се купи, да им се набават лекови, ги даваме тие услуги. Еве сега ќе ви кажам пример од трансфузија, значи од клиниката за трансфузија, ми се јавија дека има недостаток на А и нулта крвна група и не замолија ние како голем дарител општина Карпош да се организираме денеска барем 30 на шишиња да дадеме крв. Еве јас начело со мене, заминуваме сега, имам уште некоја странка да примам и заминуваме за трансфузија да помогнеме затоа што енормно се зголемена потрошувачката на крвни продукти.